Така, во контекст на ова, јас сум разгледувал некои археолошки локалитети низ светот кои што едноставно немаат логика. Можеби пирамидите се најпознати од нив, но еве ако се земе храмот Балбек во Ливан, врз кој што, односно на огромна камена платформа врз кој што е изграден најголемиот римски храм на Јупитер, а сепак храмот кој што римјаните го изградиле делува неверојатно мало и опфаќа само еден агол од таа платформа. Друг таков локалитет е во Турција, Гобекли Тепе. И дали се тоа остатоци од оваа цивилизација во која што Лемурија и Атлантида се судирале и дали всушност после ова што го кажавте вие, значи ќе спојам две прашања, дали немаме чувство дека планетата е еден вид на антрополошка, односно зоолошка градина за луѓе на некој начин? Да, ве разбирам. Вака, Владко, значи, што се однесува до Балбек, оно што е фасцинантно е гледаме огромни камења кои што тежат преку 100 тона. Значи, исечени, праволинески, буквално, значи, спремни, подигнати во таа структура која што вие нарекувате, нели, римски темпол или римски храм. Меѓутоа јасно е дека тоа све е минимално дигнато врз нешто што е многу постаро и што било огромно. Значи, само колку за компарација, значи, ние за да дигнеме барем половина од таа тежина, од тие 110-115 тона, значи ни треба 10 до 12 крана, кои што работат у паралела, да инженерите можат автоматски да го померат од една локација и да го спуштат 10 до 15 метра на друга ваква локација. Значи, само да се мрдне 10-15 метра, ни треба 10 до 12 модерни крана со максимален капацитет на дигање. Очигледно се работи за древна цивилизација која што имала способност, значи, да манипулира со материјата, значи да предизвикува вакво, кажи го, антигравитација, дали преку звук, дали преку вибрација и така натаму или други технологии, што е еден аспект, а друг аспект исто, значи ако видиме во самата земја каде што Балбек е изграден, значи оно што навистина е запишано во записите, постои дека на тоа подрачје постоеле хуманоидни суштества кои биле прави чинови. Значи многу поголеми во величина него што се нормалните луѓе денеска или модерните, можда подобро да се изразиме поадекватно. Значи кои што исто имале вакво голема моќ да ги мрдаат тие камења. Сега, од оно што е јасно видливо, кога еднаш ќе ги тргнеме сите тие предрасуди, значи збориме за напредна технологија која што може да едноставно да подигне 110, 115, 120 тона, да ја исправи праволинески, значи да ја стави, да ја зазида, да не може нешто се вика лист хартија да помине помеѓу. Значи, автоматски екстремно напредно знаење во архитектура, значи во математика, во геометрија и така натаму. Значи, јасно се гледа дека тука имаме присуство. Мислим да можело да се тоа дигне и да се склони, како и све останато што е склонето од така наречен Смитсонијан институт, како што се тие скелети и черепи што се најдени на џинови, што би се рекло, и тоа би било можно да се склони, меѓутоа за наша среќа тие камења се толку масивни, толку тешки, што било невозможно да се тргнат туку така без да тоа биде едноставно забележано од населението. Затоа било одлучено да тие останат таму каде што е, па да се луѓето едноставно да чешат глава што се случило и како е можно такви прецизно технолошки вакво камења кои биле извајани по вештачки пат останат таму што се случило. Што се однесува до Гобекли Тепе, значи
Гобеки Тепе е јасен показател, значи по она што они можат, значи не можат, него што ни пропагираат, значи стари негде околу 12.000 години. Меѓутоа, она што се исто гледа е вакво, значи присуство на напредна технологија и можда најинтересните аспекти е што постоеше еден символ кој што беше ист символ кој што беше пронајден во кај абориджините во Австралија. Се поставува прашање, ако Гобеки Тепе е во Турција, абориджините се во Австралија, како пред 12.000 години они можеле да се вакво да се спојат, вклучувајќи колку е таа голема далечина, нели? Вакво и како и едните и другите ги имаат слични символи. Што значи многу повеќе треба да бидеме отворени дека древните цивилизации не биле примитивни, него екстремно напредни, дека имале летачка технологија и едноставно се она што ние денеска го имаме и каде што нашата технолошка цивилизација се развива и веќе го поседувале во тоа древно.